А сега во продолжение следната гостинка на Сузан е писателка која што ова утро овде ќе ја промовира нејзината најнова книга со наслов Анатомија на речта. Добро утро и честитки. Предпоставам од разговорот ќе слушнеме многу повеќе за самата книга. Така, ти благодарам. Искра честитки и од мене и официјално добро утро за нашата драга Јасмина Јошевска, поетеса, писателка, храбра дама која што поместува граници и навистина ми е задоволство што не за прв пат, по трет пат ми се чини заедно во ова студио говориме за едно ново дело во твоето творештво. Добро утро. Моje задоволството што ве гледам и сум меѓу вас. Така, нашето е исто така обострано, го споделуваме. Верувам дека Анатомија на речта ќе стаса до секој читател, до сите оние кои што те следат изминативе години, а речи си десетина дела, па и не се малку за еден период кој и не е толку многу долг, но сепак ти континуирано, тивко, полека, како што реков, правиш мали, ама значајни чекори и го врзуваш со хуманоста, што е исто така една многу важна компонента, бидејќи секоја промоција на едно твое ново дело е проследена со голем хуманитарен настан во кој што сите средства од продадените книги на самата промоција се со некаква цел и некаде се посветуваат за некому да помогнат. Како и што овој пат ќе ни кажеш ти, но на почеток ќе ве да кажам дека, за жал, првичниот датум на кој што беше закажана промоцијата и овој голем хуманитарен настан беше оној кобен 16 март, кога сите се разбудивме со неверица, со неприфаќање и со една кнедла во грлата, со солзи пригушени во нас, во кои навистина не можевме еден долг дел од денот да ја составиме приказната на она што го гледаме, читаме во нашите телефони, тоа утро неделно, и ти се соочи со, подготвувајќи се со последните финеси за настанот, бидејќи настанот требаше да се случи на пладне тој ден. И беше во една ситуација, што да правам, Боже, дај ми знак што да направам, како постапи тогаш? Избезумена и мислам дека наместо да го славам својот роден ден, да, тоа беше воедно роден денот и твојот ми стана пекол, затоа што ДНК бе изненадување за мојот роден ден на самиот настан. Да, се беше донесено до некој совршенство. Настан може да се направи било кога, само да беше се во ред. Тој ден, мислам дека поголем дел од мене умре, но сепак она што остана, може би малку, но сепак надежта која видов дека повторно морам да го направам настанот, е тоа дека моето ветување да купам апарат за децата со цистична фиброза при клиника Скопје е нешто што е преку потребно и јас ќе бидам таа повторно храбра, а сепак толку скршена, но морам да го одам својот пат и својата мисија да ја исполнам. Луѓето кои што за жал ги нема, само знам дека беа прехумани, дека сето ова ќе значеше многу повеќе кога ќе го видеа со своји очи на самиот настан. Затоа од една страна се чувствам слаба, но силна за да можам да бидам достојна во она што ќе го направам. Настанот ќе биде на 6.4. во недела во хотел Лимак со почеток во 13 часот. На почеток ќе го посветам на жртвите од Кочани, на групата ДНК, затоа што се она што сум јас постоеше како дел во нив, хуманоста нивна, која ја носат како главна компонента. Ви знаеме како добро постоеа, дека материјалниот свет нив не ги водеше толку. Мислам дека достојно ќе успеам да го доловам моментот и да кажам навистина фала луѓе што постоевте. Да, дали е од отворен карактер настанот во недела на 6, дали може да дојдат и оние кои, да речеме, не ги имаш ти лично покането? Дали може да сите луѓе кои сакаат да бидат хумани да дојдат и да си купат од книгата и со тоа и да придонесат зашто повеќе средства да се соберат и да се набават овие апарати кои ти ги вети дека ќе ги набавиш за децата со цистична фиброза? Ова е токму еден голем апел кон луѓето кои што се надевам овој пат ќе ме поддржат во што поголем број, за да можам да го купам апаратот на клиника.
затоа што хуманоста сепак е нешто што е преубаво да се направи, да ме направат да сум едно цело заедно со сите тие кои што можат да дојдат, вратите се отворени за секој. Слободно може да дојде секој. Да. Еве, тоа е и отворен и јавна покана до секој еден кој што во недела на 6 немате некоја многу важна работа и би сакале да бидете дел од ова хумано големо дело, кое што Јасмина го прави неколку години, долги години го правиш ова, секогаш настаните без разлика дали ти биле во Битола, каде што ние се запознавме, бидејќи ти еден значаен период од животот живееше во Битола, иако си родена Крушевчанка. Па потоа дојде во Скопје и во Скопје продолжи да ги организираш овие настани. Јас ти се восхитувам, морам да ти кажам, и не ми беше верно дека една хороскопска риба како тебе може да биде толку храбра и без ничија поддршка. Позади тебе не стои ниту министерство, нити некоја друга институција. Ти немаш луѓе кои ја менаџираат оваа твоја пишувачка приказна кариера, да ја наречам, се разбира. Немаш, едноставно се потпираш на твојата интуиција, на твојата внатрешна енергија и на пријателите и соработниците кои ги стекна низ годините, така? Така. Кои се тие? Ќе ги споменеме ли? Првично, 2014 мислам дека сретнувањето со тебе лично ми значеше се во животов. Затоа што да ги стекнеш пријателите е лесно, но и многу тешко. Да ги задржиш? За да ги задржиш и да видат дека ти не си лажен профил, дека ти не си некој лажен човек, дека ти не си нешто што треба да го оттурнат од својот живот. Сретнувањето со секој од нив, без разлика како сум дошла до контакт, сето тоа е повеќе преку социјалните мрежи, направило да сватат дека дали навистина оваа личност вреди. Се надевам вредам во нивните очи, за да сепак денес повторно ги контактирам, доаѓаат на моите настани без да размислат два пати дали ќе можат, нормално. Тој круг на пријатели ме прави горда пред се во своето постоење, а и горда на она што ве имам вас. Без вас сепак нема да биде настанот како треба целосен, затоа што ги правам како музичко-поетски перформанси сепак моите настани, да, хуманитарни, меѓутоа музиката, пишаниот збор, доаѓам до еден контекст кој што ве поврзува со тој мост кој што го градиме нели низ годините, така да за целосно да биде направен еден преубав настан кој би сакала да одекне насекаде, затоа што не е тоа да се покажам јас, него колку убаво може да изгледа еден настан заеднички со луѓе кои што знаат и умеат да го изнесат најдоброто од себе. Колку е убаво кога некој пишува, а друг знае да го испее нештото, музиката, тоа се нотите на мојата крв, една свежина која ќе внесам во самите настани. Тоа мислам дека е нешто што ќе го носам како компонента во својот живот до крај. Браво. И ми се чини дека една од клучните личности која во тие години влезе во твојот или ти влезе во нејзиниот живот беше една дама која навистина, кога човек зборува, за неа треба да стои простум Гордана Такец, една битолска урбана легенда која е исто така автор на многу книги, но дама со едно големо животно искуство и мудрост која на сите нас, помладите од нејзе, и тебе и на многу други ни беше поддршката, ни беше поттикот и ни беше инспирацијата и се уште ни е инспирацијата. И еден навистина цврст столб на кој што секогаш можам да се потпрам, дали кога плачам, дали кога се радувам, таа е тука секогаш за мене. Знае мудро да те советува, знае убаво да те ислуша и знае да ти го покаже патот кој што вреди да го отише. Да. Понекогаш дури со солзи, понекогаш дури под наведната, но вреди да го одиш и да не застануваш. Од она што имам јас привилегија е вака повеќе од една деценија да ги читам сите твои дела, на едно ти напишав и рецензија. Да. И да ја следам особено твојата поезија, иако јас многу малку поетски творби имам напишано во животот, тоа било на некаква тема, кога конкретно се барало една песна, но немам издадено книга со поезија. Ти пишуваш на јазикот на љубовта. Во тој јазик на љубовта секогаш е вткаена мистиката,
има и тага, провејува и доста тага, но на еден многу интересен филозофски начин загатнуваш и прашања. Така. Кога ти надоаѓаат овие зборови? Дали тоа ти да надоаѓа во периоди од денот кога градот спие, кога сите спијат, или во некој хаос кога ти се случува? Знаеш, многу е разно, многу е индивидуално. Има луѓе кои што им надоаѓаат сите нешта додека се во хаос, додека се во движење, додека работат или додека возат, а има луѓе на кои неопходно им е да се осамат. Кај мене се е различно. Било и ноќе, било и дење. Знам некогаш на работно место на лист хартија да го испишам нешто до кога ќе дојде, зашто мислата мора да се фати на време за да не замине. Ќе испари. Затоа повторно не се враќа истата мисла. Да, навлегувам точно во суштината на самиот збор, но овај пат не толку површно. Навлегувам и филозофски и секогаш се прашувам до каде е таа човечна и нечовечна загадка, зошто кон материјалниот свет и површните врски е се дадено денес. Сакам да го изградам мостот помеѓу читателите и мене, со еден автентичен глас каде што повикувам на тоа дека јас веќе ви го постилам мојот свет. Не е веќе само мој. Меѓутоа размислете до каде е лакомоста, алчноста на човекот само кон материјалноста, зашто веќе тие вистински вредности, како никој да не ги цени, и она ретко што го има, веќе како да испарува и тоа. Ние ќе постоиме какви што сме до крај. Ние нема да се смениме, барем онака како дел од генерација која што постои со тие начела што ги носи создадени од самото семејство, како не учели што, како треба да бидеме човечни кон секого. Затоа викам, нема на кого не би му ја распослала душата да не се извалка кај што ќе гази. Јас таква и до крај ќе постојам, затоа што тоа ме прави човек. Тоа ме прави нешто повеќе од се она што некој друг може да биде. Затоа анатомија на речта е книга која ја посветувам буквално како истражувач на сопствената лабораторија. Самиот збор, кога читателот знае и умее да го прочита, ќе свати дека барам суштината на неговото постоење, малку подлабоко, поемотивно, за да се разбериме дали навистина знаеш да прочиташ или само површно ја гледаш книгата. Да, тоа е многу убаво кажано, навистина многу препознали доста такви луѓе кои навлегле во суштината во ова брзо време на живење, во кое луѓето сакаат и на брзина да прочитаат и на брзина да сватат, или го читаат само насловот и последниот збор. Искрено, има и такви. Тие што знаат да прочитат и тие што го ценат сето она што јас сакам да го изнесам од еден човек, да го поттикнам да излезе од него на вистинското, што на вистина лежи во самиот човек, се издава некако, знае да заплачи, знае да не ги прикрие солзите и на вистина гледаме една човечност, но се труди да биде нешто друго, затоа што самото општество му го налага тоа. Да. И само викам, тука веќе гардот не го покажува и пред мене, зашто сите сме ни обични луѓе. Па баш низ таа обичност треба да се пронајдеш и да сватиш дека не можеш да бидеш да се однесуваш ти поинако од она што си. А уникатноста на самото постоење, дај ми ја на луѓето. Нека видат дека има се уште убав свет. Така е. За нас рибите, бидејќи и јас сум хороскопска риба, велат дека рибата како ниеден друг знак има уметнички некакви бумбари или бубачки кои што и се непрестано присутни тука, и рибата како таква ужива во својата самотија. Понекогаш дури рибата знае да биде така, јас би ја нарекла таква будалетинка, да ужива и кога страда. Во страдањето да најде некакво уживање. Се пронаоѓаш ли ти во сето ова? Па најубавите песни сум ги напишала во најголемото страдање. Без болка не е ништо создадено. Ретко е она напишано кога јас сум во ред. Кога не плачам, кога мене ми е потаман денот и ред работи. Так. Се повеќе е тоа кога сум се разочарала, кога имало тешки моменти, може би си била повредена, емоции. Да. Меѓутоа, ете, се истурам на листот хартија, ги правам
најдобрите нешта што после кога ги читам си викам како ова можно да излезе од мене, меѓутоа самиот момент кога ќе те понеси, не си свесен што создаваш. Браво. Си пишувала некогаш патриотска поезија? Никогаш. Никогаш. Не сум во тој домен. Точно знаев што ќе ми одговориш, иако не сум, навистина не сум до тој степен информирана, но познавајќи тебе навистина ти е потребна таа болката, љубовната болка, за да можеш да го извадиш најдоброто од себе. Од кого го наследи талентот за пишување? Па јас не знам искрено да ти кажам, затоа што во моето семејство каде растев нема некој што пишува. Дури некогаш се чудам од кај сето тоа ми потекнува. Може би па требаше некој да го скрши мразот како мене. Фала му на Бога што постојам како што сум. Не го чувствувам тоа како товар, туку како благослов кој го носам со себе. Се чувствувам благословено и секогаш викам се со негова волја да можам и да правам и да сторам, да е на време, да е знам за кого, каде и што. Се имам некои насоки и тука тоа ме влече повеќе да сватам дека мораше некој да биде прв. И благодарам што сум тоа јас. Така е, во секое семејство некој мора да биде прв. Може би не е пријатен патот кој го одиш, но сигурно ќе им биде многу полесно на тие после тебе. Еве на самиот крај да заокружиме во недела, 6 април, 12 или 13 часот? Почеток е 13 часот, би било убаво малку порано да се дојде за да почнеме на време. Да, голем хуманитарен настан со промоција на анатомија на речта, се собираат средства за да се напави апаратот за децата со цистична фиброза. Отворена покана за сите љубители на убавиот збор, дури и да не сте љубители на убавиот збор, ако имате големо и убаво и хумано срце, местото ќе ви биде таму да помогнеме да се соберат што повеќе средства, бидејќи мисијата на нашата гостинка Јасминка е толку искрена, толку чесна и толку храбра во ова навистина лудо, брзо и неблагодарно време во кое секојдневно ние немаме време за битни работи, но кога ќе дојдат вакви настани, навистина е важно да покажеме човечност, хуманост и соработка и да се соберат што е можно повеќе средства. Јас знам дека ДНК, бендот кој што беа планирани да бидат специјалните гости на промоцијата на 16-ти, кобниот 16 март, ќе бидат оние кои не се со нас, ќе бидат од небото тука и ќе бидат присутни на оние кои што се уште меѓу нас. Посакувам многу брзо закрепнување, многу брзо враќање во секојдневните рутини. Навистина посакувам добро здравје и на сите оние кои што во моментот се на лекување и кои што се соочуваат со борбата, се уште борбата за живот. Овој немил настан сите нас не измести не малку, туку многу и на сите ние смени диоптријата на животот. Посакувам никогаш повторно да не се случи вакво нешто и ваква голема трагедија. Огромно сочувство до секое семејство каде се тагува во овој миг и ти благодарам уште еднаш што ова утро беше наша гостинка. Секоја чест јас ќе бидам таму и навистина ќе се потрудам да ти бидам помош за секоја една ваква ситуација во која правиш добро за многу други луѓе. Тогаш можам само да кажам дека да ги поканувам сите, а тебе те најавувам како специјален гостин на самиот настан. Ти благодарам за поддршката на сите овие 11 години в моето постоење. Трет настан во Скопје. Секогаш отворена врата од твојот живот за мене. Јас сум преблагодарна воопшто што постоиш, што те познавам и што јас и ти сме нешто што мислам дека не е, да кажам, заменливо. Ти благодарам многу.